Бројчаникот што ќе го поставиме да врти на триумфалната капија ќе покажува како секој денар, украдени пари на граѓаните, се враќаат и ќе биде паметник за секого дека такво зло врз граѓаните за него се одговара. Мала група педери. Страдаа граѓаните и честните луѓе, додека криминалци и насилници од власта и нивни соработници се на слобода. Ниеден судија повеќе нема да си дозволи да осудува невини луѓе. Ниеден судија нема да смее да помисли да монтира судски процеси. Ни во сон, ниеден судија нема да помисли да работи за криминалци. Криминалците ќе бидат каде што им е местото, пред лицето на правдата. Лицето на правдата ќе биде целосно нов, самостоен, независен, совесен, одговорен судски систем. Тоа е време кога секој ќе биде еднаков пред закон. Секој заслужува правда. И ве уверувам, ќе има контрола над власта и ќе има правда за сите во Македонија. Ќе има живот за сите во Република Македонија. Слаки, кравче мое, млекодавно. Сега ќе ти раскажам една многу убава приказна за добра ноќ. Или кошмарна ноќ, сега зависи како ќе ја сватиш. Па види бе, Слаки, кошмарите се сега нормални, секаква слично со вистинските кошмари е сосема случајна, Слаки. Еве приказната, начули ги ушите, напрчи ги роговите. Си беше, Слаки, еднаш една мала земја, која ја вика Република Северна Волкоебина. Прво беше нормална земја, па и направија војна, па после тоа дојде режим, па хибриден режим, па сега е џамити, нели, демократија со недостатоци. Знаеш како ти е таа демократија? Мека неолиберална диктатура. Шиемуга ѓура, што викаат овие комшиите од север Србија. Сакаа да кажат со тоа дека земјава е со фалинки, што би рекле, нели, старите. Во таа измислена држава Северна Волкоебина, Слаки моја, имало многу фалинки. Фалинки во глата, фалинки у мозокот. Народот имал фалинки у џебот, преполна била со фалинки. Но оваа измислена држава, Слаки, била многу горда на своето судство. Имала такво судство, што представувала пример во светски размер. Значи, толку убаво праведно судство имала таа северната, што просто правдата свршвала да биде задоволена во таа северната. Не ѓела во ниједна друга, нели, држава да биде задоволена, само во северната сакала да се задоволена. Ево, таа држава, Слаки, имало крадачи, криминалци, кои не лежеле затвор. Боже пази, никако бе. Во таа држава, Слаки, се одело во затвор само за украдени 100 кебапи, 10 тегли аева, нели, погрешка, нели, ако те намести судија или адвокат. Или може да те намести обвинител, не е проблем. Ама најдобра варијанта е бум-бум, трас-трас, нели, да те наместат, нели, бум-бум, трас-трас, да те наместат за премиер, обвинител, судија, адвокат, нели. Оти во таа измислена држава од нашава приказна, замислете, шефот на специјалното обвинителство бил во затвор. Бил во затвор, Слаки! Слаки бе, абе у затвор бил бе. У затвор бил, а после у специјално обвинителство, мислам, обвинител. Ти фаќат српката бе, како може да бе. И во неа постоел така наречен зелен имунитет. Ти си по ова зеленово, знаеш, она, нели, тоа. Знаеш ти тоа, како иде со зелена тредичка. Например, како бил тој зелен имунитет, Слаки? Законодавството на таа земја не е опфаќало членови на зелениот клуб на екологисти на таа Северна Волкоебина. И тоа е направено по урнек на американските војници кои не одговараат за сторен криминал во земјите домаќини, туку ги опфаќа само домашното право. Нели за зелениве, овие у таа државата најверојатно е надлежно Министерството за правда на Мадагаскар. Не на таа северната, Мадагаскар, на Сенегал, на Чад.
Таму е све зелено у ПМ, мислам. Ова измислена земја Слаки имала и уставен суд, и уставни суди имала, ама они биле ненадлежни за се што се случува. Надлежни, Слаки, да ти биле само за предметите на сјуприм лидерот. За примање на плата и за дрвење на седници со глупости. Може да се каже дека во оваа панафриканска земја немала уставни суди, туку усрани суди. Суди кои биле толку усрани и затоа се прогласиле за ненадлежни. Надлежни биле само за потрошувачка на тоалетна хартија, за друго не биле надлежни. И кога во собранието на таа волкоебина бил избран некој си Таљо за председател на собрание, со дигање нели на две раце, во општ хаос, нели со подпис на необластен пратеник Мрсимудовски, со десетици прекршувања на деловниот и уставот, усраниот суд на оваа волкоебина земја се изјаснил дека тоа нема карактер на пропис и не може да биде предмет на уставна оцена. Инаку, кај нив уставни оценки, да ти кажам, се давале само на кучиња на изложба, но не на нелегален избор на председател на парламентот. Не, тоа е никако. Битно е како на шарко му стои опашката, а ако е свитка на меѓу нозе, усраниот суд дава оценка 5, цаци Б, шампион на Северна волкоебина. Така е кога судот суди нели без педигре. А ова иницијатива е безпредметна, рекле од усраниот суд на ова измислена држава од нашата приказна. Па да, само платата и привилегиите се предметни, а да се дискутира за некој од зелената елита кој е узурпирал демократијата, тоа не пали, не е дозволено тоа. Во оваа држава се отидено во 300 мајчина. И обичен, и апелационен, и уставен, и фудбалски суди, и суди за кучиња, и судот на судбината, се е испревртено, дури страшниот суд не функционира кај нас, оти да функционираше ке беше овде рај бе, Швајцарија ке беше, да функционираше страшниот суд, ама и тој и тука не работи. Се е испревртено, се наопаку, се погрешно, нема допир со правдата. Абе, кој видел лајер од правда, бе, Слаки, бе? Правда има само во приказните, ама не и во оваа наша приказна, Слаки. Најголема среќа за сите нас е што ова е само приказна и земјата е од бајките. И судот е од бајките, Слаки. Само срањата останаа наши. Мала, 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 група педери, овде кон Бога дани. Мала, 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 мала ни е да, столата е мала, ама куќа го има. Денес вистинските мужити се у политика. Ја шо направи, викам, ако си у политика, добро, тато, тогаш одам у политика. Арнама не знаев на која страна да тргнам, дали на лева, дали на десна. И станувам така еден ден, застанувам гол пред огледало и почнав. Прво со лева, па со десна, па со лева, па со десна, па со лева, за да видам дали поише припаѓам на левицата или на десницата. Али ја пак не можев да се одлучам, затоа што со двете раце добро ми идеше. Најпосле мислам, нели политиката е курва, ја педер, нема да се разбираме. А башка разбрав дека у политикава меѓу нашите политичари има многу хомофоби. И сватив дека нивната хомофобија е многу тесно поврзана со патриотизмот. Еве, например, кога на еден наш политичар хомофоб му рекоа дека некој рекол, дека во Македонија има многу педери, рикнал: кој е бе тој што рекол така да го ебам у гс? Како бе хомофоб да го ебам у гс? А не иде тоа. Иако, да ви кажам дека многу педерски работи се прават во политиката и во владата. Само педерските работи што се прават во владата ги викаат реформи. Еве, например, кога прават педерски работи у образованието, ги викаат реформи у образованието. Болонјски систем. Курот на магарето. Стануваат доктори на науки на 22 години, а имаат мозок у глава колку да не серат дома на тепих. Абе, како бе тој доктор на науки бе на 22 години бе? Па они уште азбуката не ја знаат до крај. Стигнале некаде до буквата Г. А знаете вие какви беа докторите на науки пред 40 години? Абе, кој ќе го видиш побелен у тоа косата со тоа теглите на очи, не знаеш дали е космонаут или квиско.
Абе, тие доктори на науки има енциклопедиско знаење. Денешните доктори на науки се неуки. Изгледаат како да излегле од Fashion TV. Слика има, то нема. Ете, тоа е резултатот од педерските, од реформите во образованието. А за овие реформите од здравството, знаете веќе, онаа представата не ме лечи доктор Жити Мајка, но и глумецот Сашо Тасевски ви раскажуваше за нив. Тој, например, тој глумецот Сашо Тасевски, например, тој мене многу ми се свиѓа. Он е еден многу згоден тип. Сите мислат дека е хомофоб, ама уствари не е. Као што мислат дека го мрази ВМРО ДПМН, а ги сака овие од СДСМ. А он уствари на двете им поручуе. ВМРО и СДС, то су срца два, љубили се, грлили се, наебо сам ја. Односно, наебо си ти, и ти, и ти, и ти, и сите ние. Знаете како бугарин одговара кога некој ќе го праша: момче, да не си педераст? Вика: еми не сам, обаче ебал сам един, които ебал педераста, обаче това няма значение. Како бе няма значение, викам, значи овој што е прв, он е локомотива, он не е педер, тука е машиновозач, а овој што е на средина, он е кондуктер и он дава и прима у исто време, а овој што е позади у последното вагонче, он е тука само да не се растури композицијава. Како бе няма значение, никој од нив значи не е педер. Сите се вработени у железница. Али добро, викам, окей. Важно, викам, во Бугарија, за бугарите е многу нормално кога ќе видат двајца мужи како се држат за рака и како разхождат по златните пјасци на Черното море. А знаете како дошло до тоа? Пред 10-15 години некој гей дошол на плоштадот у Софија и почнал да пее на цел глас. Аз съм обратен, аз съм педераст, мачорчета си хапвам всеки час. Искам да рипкам по цел ден на прас, ме боле газ, му ставам раз, аз исте искам аз, аз исте искам аз. И така пеел Бугаринов и тука се собрала тука толпата и сакале да го линчуваат, ама еден чиче излегол од толпава, ја спречил толпава да го линчува, се свртел кон овој педеров и му рекол: какво искаш бе, момче? А овој му рекол: еми искам на сите хора да казам че сам обратен, че сам педераст. И на тоа ова чичево му одговорил: еми педераст, не педераст, това е, ще си трпиш. Од тогаш бугарите имаат многу демократичен однос кон педерите. И после Бугарија, патот под нозе, чак у Грција. Луѓе, Грција, Абе, Грција, Грција е рај за педери. Таму секој четврти не е педер. Тројца мужи да шетаат. Тројца мужи да шетаат по улица, да им се пуштиш, нема да утнеш. Дури ако се појави четвртиот за него, нема гаранции шо е. А шо мислите, зашо педериве се, има толку педери у Грција? Сте им ги виделе жените? Ама не у фотошоп, дали сте ги виделе у живо? Па тоа е тоа, бе, луѓе. Грците имаат видено гркињи уживо и затоа сите се преобратиле, бе. Абе, газдоите на гркињиве се као за обиколници. Ринг роуд гомна да јаде. А имаат бркови поголеми од оние на Гоце Делчев. Срав да те фати. Да ве прашам, знаете какво е знамето на хомосексуалците?
Нели она виножито, тоа боите на виножитото, нели ја символизираат различноста, ова, она. А знаете како се вика македонското здружение во Грција? Ама чекајте. Нашиве излегле големи курнази. Знаеле дека ако се пишат као македонци нема да ги регистрираат и што направиле? Си смислиле име виножито. Зашо знаат дека грциве нема да те регистрираат ако не ги асоцираш на нешто геј. Не се од Грција јас право у Косово. Таму ич не е добро. Меѓу албанците нема педери. Замислете. Абе да си геј да отидеш нели меѓу албанците нели на Косово или не знам каде, треба одма да се ставиш на ригорозна диета. Нема педерни за лек. Ај самите кажете, дали некој од вас која замислил албанец го замислил као педер? Тоа е невозможно да се замисли. Ај замислете албанец педер у Бечви со кечена глава, со истетовиран двоглав орел на градите и со мобилка у рукаш у секој момент може да употреби као бомба против органите на редот. Нема таков. Или ај замислете албанец педер со лакирани ногти со ташна Луи Витон у розови хеланки. Луѓе, нема таква работа. Или ај замислете албанска геј парада на која што се скандира Косово републик. Тоа не е возможно, луѓе. Меѓу албанците нема педери. Вашиот одговор е лага. Момент на вистината. Добро. Ме обори овој експеримент. Кога видов на Косово како е, шо направив? Правец у Германија. Во Германија дојдов точно на 2 февруари, кој се ја памтам. И многу се фасцинирав кога сватив дека германците не слушнале за 2 февруари. Мислам, стварно не слушнале, да не ви се колнам во Газево. Кога дојдов тој ден вечерта, одма отидов во диско. Диското беше огромно, преубаво и преполно. Имаше, можеби, над 3000 луѓе, да не кажам све мушкарци. И ја така, нели, отидов во диското затоа што многу сакам да се дружам. Нели, затоа што многу верувам во онаа космополитската парола педери од сите земји на попете се. Мислам, многу поише верувам во таа парола, отколку што верувам во онаа парола Америка и Енглеска биче земја педерска. Пошто денес се ретки земјите што не се педерски. На пример, нашава земја уопште не е педерска. Вашиот одговор е Добро, речија, добро.